Ова утро наш соговорник е македонскиот параглидерист Боријан Јовановски, кој што беше втор на светската ранг листа во дисциплината прецизно слетување. Но сега ќе го представим во едно поинакво светло со еден малку поинаков спорт од параглайдингот, така наречен кајт сурфинг. Боријан, пред се, добро утро и добре дојде во утринската програма на Сител телевизија. Добро утро и добро ве најдов. Како што спомнавме на почетокот, се занимаваш освен со параглайдингот и со еден доста интересен друг спорт, така наречен кајтсурфинг или едрење на вода. Зашто точно станува збор? Аз се надевам дека и во текот на нашиот разговор преку видео материјалот што ни го даде, ќе имат можност да видат и нашите гледачи. Точно, овој спорт е еден од поновите спортови во светот. Се појавува околу 70-тите и 80-тите години во Франција, кога двајца браќа кои се занимаваат со стандардното традиционално едрење пробуваат да направат некоја нова направија која што ќе ја врши истата функција, но ќе се одвива на многу поразличен начин. Кајтсурфингот е спорт кој што најчесто е застапен на приморските делови, во приморските држави, бидејќи таму ветерот е поконстантен и поламинарен. Во нашата држава овој спорт не е многу развиен, не има околу 20 на кајтсурфери, ентузијасти кои сакаат да го практикуваат и да се занимаваат со овој спорт. Кога е донесен во Македонија овој спорт? Значи, моите сознанија за луѓе кои се занимаваат со овој спорт се дека првиот кајтсурфер во Македонија бил околу 2000-та година и покрај него, значи, постепено почува да се развива тој спорт. Стана збор за онаа даска, така наречена за едрење, плюс сега ставаме некаков параглайдер или нешто друго. Да, значи станува збор за спорт во кој како составен дел на опремата представува бордот. Тоа може да биде twin tip борд или directional борд како сурферите и змеј или летало кое лета во воздухот и искористувајќи го ветрот можете да развијате брзина и со таа брзина да одите upwind или downwind. Каде најчесто вежбате вие? Каде вие местото каде што се собирате? Во Македонија поволни услови за кајтсурфинг има на Преспанското езеро, Дојранското и езерото Мантово во Штип. На Преспанското езеро досега сме кајтале на сите правци на ветар, додека на Дојранското езеро и на езерото Мантово најчесто погодни се ветровите кои доаѓаат од југ. Колку е тежок овој спорт? Еве, кога ќе го споредите со параглайдингот, дали има некаква разлика? За овој спорт да биде возможен, сепак оние кои сакаат да го пробат овој спорт треба да имаат добри вештини за пливање, бидејќи се одвива во вода, и да се физички спремни. Како спорт можеме да го издвоиме во спортови со средна тежина за учење. Малку е потежок од параглайдингот, бидејќи треба да споиме неколку вештини, како глисирањето на водата со даската и управувањето на кајт. Додека кај параглайдингот само е потребно управувањето на параглайдер. За колку време ти го совлада? Па во рок од една недела може да се каже дека може да се стекнат основни вештини за кајтање. Во однос на параглайдингот, чинењето на опремата е поскап спорт, поевтин спорт? Скоро исто. Опремата се набавува од Македонија или треба да ја порачиш од странство? Од странство, да. Доколку некој искаже желба, сака да го проба овој спорт, каде може да се обрати, каде може практично да проба кајтсурфинг? Ние официјално како клуб функционираме од 2017 година. Може да ни сконтактира нас на социјалните мрежи, Facebook, Instagram, Kite Sports MK е името на нашето здружение. Сите оние кои се заинтересирани нека не контактираат, имаме дружби, организирани денови каде што можат да го пробат кајтсурфингот. Рековте дека во Македонија мали се условите за развој на овој спорт. Колку често има такви ветрови, па ги искористувате да имате сурфање? Значи, ако во странските држави, во приморските делови се сурфа секој ден, кај нас можам да споредам дека сурфаме месечно околу 10-9 денови има каде што можеме успешно да го извршуваме овој спорт. Од што се состои опремата во овој спорт и дали како и другите спортови и туку имаме различни дисциплини?
Опремата на овој спорт се состои од како основни елементи се бордот, со кој ние глисираме, тоа може да биде twin tip или directional board, како што рековме претходно, и кајтот се како основни елементи. Составни елементи се барот, односно сите тие линии и конци со кои што е поврзано леталото за нас, и седиштето како елемент со кој што ние сме врзани и фиксирани, бидејќи во овој спорт можат да се прават и фристайл елементи како скокови. Сепак тоа е една доста добро тестирана опрема која треба да ги издржува сите тие скокови и сила на притисок. Има неколку дисциплини во овој спорт, како што се фристайл, фрирайд и фойлинг. И она што е интересно за кајтсерфингот е дека освен на водена површина, односно освен на вода, на мориња, на езера, на реки, може да се изведува и во зимски услови, односно на снег. Точно така, тоа би го нарекле snowkite, нели? Како snowkite елементи можат да се искористат скиите или сноубордот, со што се врши истата функција која е на вода, но овој пат е само на снег. Што е потешко, на снег или на вода? Според мене е потешко на снег поради триењата со површината на скиите и на снегот. На вода е полесно и учењето на вода некако е полесно и побезбедно. Кај нас дали се применува во зимски услови овој спорт? Да, се применува исто во зимски услови. На Попова шапка имаме колеги од Бугарија кои секоја година прават кампови, доаѓаат да го практикуваат овој спорт. Па заедно со нас имаме различни активности. Еве за крај да се префрлиме на твојот првичен спорт што го имаш, а тоа е параглайдингот. Моментално знаеме дека во Македонија, особено во Крушевскиот регион, се прекинати буквално сите надпревари поради корона ситуацијата. Што се случува на овој план? За жал, поради пандемијата со коронавирусот, сите надпревари и во странство и во нашата држава беа стопирани. Се надеваме дека во блиска иднина со нови препораки и нови мерки ќе имаме можности да се надпреваруваме и да организираме некакви активности се со цел развој на истиот спорт и во нашиот регион и во светот. За жал, пандемијата го направи своето и треба еден период на рекавери во сите сфери на светот да помини за нештата да станат повторно во онаа иста правобитна состојба. Значи оваа година тешко надпревари во параглайдинг на светско ниво. Може би нешто во есенскиот период, но се уште не знаеме. Светската воздухопловна федерација постојано објавува за нивните одлуки кои надпревари можат или имаат право да се организираат, се со цел надпреварачите да можат да ги планираат своите активности во оваа година. Боријан, ти благодарам на разговорот и се надевам дека на гледачите му беше интересно представувањето на овој нов спорт. Ви благодарам и вас.